Доналд Трамп и Џо Бајден не се единствените кандидати за председател на Соединетите држави. Во трката има и други имиња, така наречени представници на третите партии. Тие немаат реална шанса за победа, но може да влијаат на крајниот резултат. Доналд Трамп од Републиканската партија наспроти Џо Бајден од Демократската. Сите се фокусирани на овие двајца кандидати за председател, но на гласачкото ливчек има повеќе од две имиња. The Peace and Freedom Party, the American Independent Party. People really often don't know who these parties are. Тие се наречени кандидати од трети партии. Годинава во трката има двајца од подобро познати партии. Џо Јоргенсен од Либертаријанската и Холви Хокинс од Зелената партија. Сепак, медиумите најголемо внимание посветуваат на друг кандидат за председател, раперот Кање Вест. The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party. He's often talked about religion openly in his reps, and so he might appeal to more religiously conservative voters. Иако кандидатите од третите партии не се сметаат за сериозни претенденти за победа, тие може да имаат улога во менување на динамиката на изборите. Таков пример е трката од 2016 година меѓу Доналд Трамп и Хилари Клинтон. There's no question in 2016 that the third-party candidates hurt Hillary Clinton. All the exit polling showed that the votes that they were casting for third-party candidates were votes that otherwise would have gone to the Democrats. 2016 was a year in which there are a lot of Americans looking at Donald Trump and Hillary Clinton weren't thrilled with either choice, and they cast one of these protest votes. Но експертите се согласни. Изборите оваа година се поинакви. It's very clear now that the stakes are so high that either Joe Biden or Donald Trump will be the next president, and nobody wants to throw their vote away. And so we're seeing those third-party candidates polling at a lot lower numbers. Пандемијата исто така оневозможува овие кандидати да предизвикаат поголемо внимание, бидејќи не може да имаат традиционална кампања со директни средби, а немаат доволно пари за реклами на големите телевизии. Аналитичарите сметаат дека отсуството на силни кандидати од трети партии година води во прилог на демократите. Но резултатите од изборите во 2016 покажаат дека крајниот резултат е неизвесен и тежок за предвидување. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.